господинот Виктор, ако не беше тој денес, не беше се верам овде. Заедно поздрав за планинарите од двете уши, Конју и нашите гости од Скопје, од Струмица, што дојде овде да го збогатат овој настав. Поздрав до сите учесници, до сите посетители, поздрав до градоначалникот на општина Гевгелија, присутните советници. Сакам да ве информирам дека Гевгелија велоград и во рамките на него Гевгелијскиот велотлон е проект на Амада Дичо Панов Гевгелија, кој се спроведува во рамките на регионалната програма за локална демократија РЕЛОА 2, која е финансирана од Европската унија, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации. Мене ми е многу мило што успеавме да направиме еден таков проект и што општина Гевгелија и програмата за развој на Обединетите нации видоа потенцијал во нашиот проект и бевме избрани како добар проект за финансирање. Значи, јас се надевам дека спремната патека како што е вака како што е направена, ќе предизвика големо внимание не само кај учесниците, туку и кај сите рекреативци и спортисти од општина Гевгелија и пошироко. Се надевам дека во иднина општина Гевгелија ќе го препознае овој потенцијал и ќе го прошири и ќе го напреди овој проект, за да можат нели младите да спортуваат, да рекреираат, да создаваат здрави животни навики. Јас не би должел многу, само би кажал дека Гевгелијскиот велотлон прв пат се одржува во општина Гевгелија. Мило ми е што не само гевгеличани од околните населени места туку се пријави од цела Македонија и јас од моје лично име се заблагодарувам. Се надевам дека добро ќе поминат на надпреварот и дека ќе постигнат добар резултат. Благодарам. Задоволство ми е што еве денес тука општина Гевгелија ќе биде домаќин на уште еден значаен спортски настан. Во изминатиот период имавме повеќе убави спортски збирнувања и во професионалниот, и во училишниот спорт, и во рекреативниот спорт. Честитки до автомото друштвото Дичо Панов, кој го реализира проектот Гевгелија велоград. Овие пак патеки, кои тие заедно ги изградија со ентузијастите од Гевгелија Точев, веќе ги користат нашите рекреативци од целата општина. Разговаравме и наш заеднички интерес е овој велотлон во иднина да прерасне во традиција и да расте од година во година. Ги поздравувам сите натпреварувачи, гостите од цела Македонија, организаторите и го прогласувам наставот за отворен, може да започне оваа велотрка со успех на сите во натпреварувањето. Јас би сакал сега само уште неколку технични информации за сите учесници во велотлонот. Значи, податоци за патеката. Патеката вкупната должина е изнесува 4750 метри, од кои велосипедска патека 3620 метри во прва фаза, значи велосипедска офроуд патека во прва фаза, патека за трчање од 110 метри во прва фаза, патека со препреки од 80 метри, патека за трчање 560 метри во втора фаза, велосипедска патека од 380 метри во втора фаза. Што значи, надпреварот започнува од стартот, се вози по самата патека, доаѓате на местото погоре кај што го оставате велосипедот, трчате до препреките, ги совладувате препреките, повторно трчате, таму кај што сте го оставили велосипедот го земате и заобиколувате уште еден дел со велосипед. Што е битно за патеката? Патеката е висинската разлика на патеката е околу 45 метри, надморска висина во распон од 84 до 120 метри, стартната точка е на 86 метри и нејзината широчина е од 1,5 до 4 метри. За сите учесници е важно дека по должината на патеката има 11 контролни точки плюс помошни точки кај се распределени редарите. Битно е да знаете дека доколку не поминете на контролните точки ќе бидете дисквалификувани. Целата патека е обележена со црвено-жолта лента. Значи, ќе ја пратите, односно црвено-бела лента,
ќе ја пратите десната страна, заради тоа што таа е обележена по целата должина од десната страна. Што значи, вие само ја пратите лентата. Секој учесник мора да поседува кацига. Доколку нема кацига, нема да биде пуштен да учествува, односно нема да стартува. Тоа треба да го знаете. Така е по правилник. Вака како организационен одбор се договоривме стартот да биде да се пушка по еден учесник на секој 3 минути. Што значи на секој 3 минути почнувајќи од 11:00 почнува на преворот во 11:00 и на секој 3 минути се пушка по велосипедската патика по еден надпреварувач. Будирањето се врши на начин што секој надпреварувач на времето поминато за слободување на вкупната должина на патеката се додаваат евентуалните негативни поени од слободувањето на препреки. Имате 6 препреки, ги имавте и на нашата веб страница, меѓутоа ги имате и на задната страна на овој билборд. Значи јас само ќе кажам дека има вертикална скала што е позади нас. Надпреварувачот се качува до врвот на скалата, се префрла на другата страна и се симнува по скалата. Неправилно совладена препрека 15 секунди казна, несовладена препрека воопшто 30 секунди. Значи на секоја препрека имате стрелкички и ви кажува доколку стрелката е нагоре, значи вие прескокнувате, значи одите од горната страна. Доколку е надоле, значи се протнувате под препреката. Доколку е лево, одите на лева страна, доколку е десно, одите на десна страна. Понатаму, греда за равнотежа на трвајот се качува по косата греда и оди по хоризонталната греда одржувајќи равнотежата. Неправилно совладена препрека изнесува 15 секунди казна, негативни поени за несовладена препрека 30. Понатаму имаме мајмунската решетка. Надпреварувачот поминува помеѓу вертикалните греди и се подкачува на препреката и со раците висејќи најзвично се префрла од една шипка кон друга од препреката излегува помеѓу вертикалните греди. Несовладена, односно неправилно совладена препрека 15 секунди, несовладена препрека 30 секунди казна. Понатаму имаме горе-доле, надпреварувачот ја прескокнува по високата греда, а се протнува под пониската греда. Неправилно совладена препрека. Казната е 15 секунди, негативни поени за несовладена препрека 30 секунди. Понатаму имате цик-цак препрека. Надпреварувачот со цик-цак трчање совладува препреката, неправилно совладена 10 секунди казна, негативни поени за несовладена препрека 20 секунди казна. И на крајот имаме прескок преку пречка, надпреварувачот со трчање прескокнува преку пречките. Неправилно совладена препрека 10 секунди казна и несовладена препрека 20 секунди казна. Значи, дисквалификација во случај да некој ја скрати нели патеката на контролните точки, тоа се бележи и доколку од било која причина не се заврши надпреварот. И само што да кажеме дека имаме награди за прво и второ, трето место. Првата награда е 15.000 денари, односно прво место 15, второ 10.000 денари и трето 5.000 денари. И имаме признание за најстар учесник на надпреварот, најмлад учесник на надпреварот, најдобар пласман во машка категорија за учесници под 18 години и најдобар пласман во женска категорија за учесници под 18 години. Уште нешто би сакале да ја апелираме, доколку некој надпреварач го достигне надпреварачот пред него, доколку тој што е пред него е поспор, тој што е поспор, добро е да го пропушти надпреварачот што е побрз. Значи, така е спортски. Јас не би имал повеќе што да кажам, доколку се приближува времето за старт, уште 5 минути, значи ги замолувам сите тие што евентуално се дојдени, а нема извршена техничка верификација за должено стартно бројче, да се јават кај техничката верификација. И нека се подготви надпреварувачот кој ќе биде повика, значи биде тука во зоната на чекање. Ќе ве замолам сите, кога ќе тргне на надпреварот, значи овој дел ќе биде да биде ослободен, односно да заземете место во зелениот појас или пак тука на долната страна. Благодарам. Зоран Перич. Да се спреми Зоран Перич.
целта на Мартин Самардиев, Евгения Точев клуб. Мене ми е чест што бев дел од првиот гевгелијски велотлон. Можем да кажем дека патеката, стазата е одлично подготвена. Временските услови вчера и денес беа прекрасни. Вчера за генералната проба, денес за надпреварот. Патеката некаде околу 20 и 4-5 минути. Јас лично ми се чини дека ја совладав. Инаку самите... Дали претходно имавте тренинг? Не, навистина бидејќи мене ми беше најважно да учествувам и да одбележиме една нова манифестација во општина Гевгелија. Тука морам да ги пофалам организаторот тамо Дечо Панов од Гевгелија. Проектот кој што го реализира во рамките на проектот Лоат од UNDP со поддршка од општина Гевгелија. Мислам дека гевгеличани добија една одлична нова патека која што ќе остане сега и за рекреација, не само на велосипедистите, меѓутоа на сите оние кои што се љубители на животната средина, на здрави животни навики, а моје лично мислење е дека оваа Дали треба патека да остане оваа традиционална надпревар? има голем потенцијал. Мислам дека наредната година може да биде организиран уште поголем настан со повеќе учесници и покрај тоа што имаме сега од цела Македонија. Меѓутоа, стварно мислам дека оваа патека и оваа природа овдека во близина на Негорски бајни, во близина на Гевгелија, нуди одлични можности за развој на алтернативни спортови, алтернативен туризам. Дали е совладлива патека? Па да, совладлива е со мала подготовка, да кажем, техничка подготовка, секако и кондициона, мислам дека може да биде совладена, меѓутоа гледаме има и некои професионалци кои ако добро видов и за 16 минути ќе завршија стазата. Дали би требало да има толку учесници на овој надпревар, на оваа патека? Јас мислам дека може да има и повеќе. Оваа година, како што знаете, се формираше Гевгелија Точе клуб. Тоа е друштво кое што од година во година ќе расте со бројот сигурно на членови. Имаме многу млади ентузијасти од градот кои што се велосипедисти, кои се атлетичари, љубители на спортот и стварно за поздравување овој настан и мислам дека ќе прерасне во традиционален настан во Гевгелија.
Mi smo trčali. Da, i nije smo zajedno. Bravo! Risto Tanosić. Viktor zdrav. Pozvani Lego Nikola Mićev. Goran Atanasov od Skopje da se spremi. Da, tamo je. Dobro, Bekanović, često. Da, точно. Колко години има Юрчев? 68. Првиот надпревар гевгелијски велоатлон во Гевгелија. Честитки најнапред за почетокот на оваа трка. И беше ли тешко најнапред да се организира едно вакво нешто? Па, организацијата на еден ваков надпревар сигурно дека бара многу труд, многу енергија, ресурси и можам да кажам дека се потрудивме многу. Идејата да ја преточиме во еден добар надпревар, во комбиниран надпревар, гевгелијски велоатлон кој за прв пат се одржува, значи возење на велосипед по офроуд патека, трчање и совладување на препреки. Така да, самата организација е голема одговорност и бара многу ангажман. Меѓутоа задоволството кога ќе се види сега вака на терен дека се функционира. Ние го правиме во разговор во текот на надпреварот, сега за сега се функционира како што треба. Колку е напорна трката од оние разговори што ги имате со учесниците? Па да, трката е доста напорна, заради тоа што како што кажав преска, има доста висински разлики. Таму кај што се вози со велосипед, стазата е 4750 метри вкупно, така да она е доста захтевна. И еве како што гледате, има спремни надпреварувачи, меѓутоа има и рекреативци кои се пријавија, а кои се помалце спремни и нормално дека гледате некои со леснота ја поминуваат патеката, а некои малце потешко. Колку сте задоволни со одзивот на надпреварувачите? И од каде ги има? Па имајќи во предвид дека е прв ваков настан, надпреварувачи има од цела Македонија, значи од Гевгелија и од цела Македонија. Беа пријавени на нашата веб страница онлайн пријавување 78
надпреварувачи. Сега имаме уште еден пријавен од денеска, 79. Меѓутоа имаме некои си 20% кои се откажаа, нели, од овој надпревар од за нив познати причини. Така да, без разлика на тоа, ние сме задоволни како прва година со бројот на надпреварувачи и нормално дека можеби јавноста и не е толку запознаена, дали и од Гевгелија, можеби и внатрешноста, меѓутоа со години како ќе се оди, како се организира, сигурно дека тој одзив ќе биде поголем, не? Колку ќе значи оваа патека за развојот, да кажеме, на туризмот во градот, за развојот на спортскиот пред туризам и за привлекување на туристи? Да, ова дефинитивно ќе придонесе за поголема промоција на градот и на Гевгелија, на општината, како туристичка дестинација, пред се заради тоа што тука во наша непосредна близина се Негорските бањи, така да може да се направи еден добар комбиниран спој на бањско лекување, на рекреација, на спорт и така натаму. Овој надпревар би требало да се одржува традиционално и тоа значи дека секоја година ќе очекуваме, нели, гости од Гевгелија, од како наши гости, така и од цела Македонија. И сигурно дека тоа ќе придонесува, нели, за поголема промоција на општината и за развој на туризмот, имајќи во предвид дека можеби овој настан сега е еднодневен, меѓутоа во годините нанапред можеби ќе биде дводневен настан, така да нормално дека тие што ќе доаѓаат од страна, ако треба да престојуваат 2 дена во Гевгелија, дека, нели, ќе бидат тука присутни као туристи, као рекреативци, као спортисти и така. Темелите се поставени, останува да се надградува од година на година. Веројатно, останувате ли во организацијата или пак ќе го оставите на помладите? Па ние сме идејни творци на овој настан во рамките на проектот Гевгелија Велоград, Гевгелијскиот велотон, значи ние сме идејни творци, ние го организираме за прв пат, меѓутоа во наредниот период секако дека ќе помагаме во, нели, организацијата, ќе се вклучиме и меѓутоа малку повеќе ќе оставиме на клубот што го формиравме за таа цел, Гевгелија Точе клуб, заради тоа што тој клуб не функционираше организирано, односно прво не беше воопшто регистриран, значи стихино имаа настани кои не беа организирани. Со ова што го направивме ние сега, го поттикнавме формирањето на Гевгелија Точе клуб, кој сега е официјален клуб. И нормално е дека во иднина сите тие активности, па и овој Гевгелијски велотлон, во кој главна дисциплина е нели, возење на офроуд велосипед, дека ќе треба да го преземат малку повеќе како организација оние, а ние сме тука нормално да помагаме. Така е. Уште една честитка за организирањето на првиот Гевгелијски велотлон, со надеж до година повеќе публика и повеќе надпреварувачи. Да, благодарам.